одлуката за минување на улиците во градот Тетово во 2007 година е донесена само од страна на советниците. И таа процедура веќе не е запазена, односно не е испочитуван законот, кој што вели дека за таа листа на имиња кои што ќе се предлагаат и ќе се изгласаат, треба одобрение од страна на владата. Во тоа време не е донесена никаква поддршка, односно не е одобрено од страна на владата и така на ноншалантен, да кажем, начин они ги менувале имињата на улиците, меѓутоа де факто и де јуре не биле испочитувани и денес, веќе во 25-та година, после скоро 20 години, ние се соочуваме со ситуација каде управниот суд ги носи одлука спротивна од таа што е донесена од 2007 година. Сето тоа што они го импровизирале во досегашното владење, односно во нивниот период на владење, тие импровизации денес се дел од проблемите со кои што се соочуваме ние и ги решаваме едно по едно. Испитот за правосудниот испит, еве имињата на улиците во Тетово, сето тоа покажува дека нивниот пристап во владењето и во локалната и во централната власт била импровизација и политички договори. Тоа не биле одлуки донесени од основ на закон и почитување на сите правни регулативи кои што владеат во државата, и тоа покажува колку несериозно они се однесувале кон институциите со кои што управувале, да не споменам долгот кој што го наследи градоначалникот на Тетово во износ од 24 милиони. Главниот булевард Маршал Тито, главната туристичка улица Маркс Енгелс, улицата главна во градот е пролетарски бригади. Основното училиште Јосип Брос Тито, викат дали за ова виновен бидел Касами или пак Али Ахмети, кој што 24 години владеа. И сега дека што се албанците, да ги видиме како стоиме се улиците и каде е вината за овие 24 години. А во Тетово мислам дека објасни детално зошто е проблем и зошто во Скопје немаме проблем. Меѓутоа одлуката е крајна законски, е донесена со Бадинтер и владена одлука. Во Тетово 20 години не успеале да донесат една владена одлука, да тие се упишат во катастар, во личните документи и сето друго. Значи го повикуваме дури во Кичево, како стоиме со имињата на улиците, училиштата, институциите и зошто не е вратен Скедербек кој што до 45-та, значи било во Каледо и го имате тоа во веб-сайт да влезете, Скендербек во Кичево, ќе видите дека до 45-та бил во Каледо во Кичево, значи не бил во можност да врати и стекнато